Почитувани гледачи, ново издание на спортска мрежа во кој што правиме анализа на втората лига, на табелата од втората македонска фудбалска лига. Пред се, која ќе биде втората екипа која што ќе испадне директно заедно со Карорма, кој што веќе испаднат од втора во трета лига, а која екипа ќе игра бараша за опстанок во второлигашкото друштво. Она што е важно е дека 4 екипи ќе се борат да го избегнат тоа 15-то место кое што директно води кон испаѓање во трета лига и евентуално да се борат и за баражот, па преку баражот да се бара опстанок, додека од овие 4 екипи 2 може да се спасат, една сигурно ќе испадни, а една сигурно ќе треба да игра бараж за опстанок во втората македонска фудбалска лига. Кажавме дека Карорма уште пред 3 кола ги изгуби сите можни шанси и веќе испадна директно во третата македонска фудбалска лига Југозапад, односно Стружени по 2 години во втората лига се враќаат назад во трета лига. Сега останува битката меѓу Каменица Саса, кој што е на 15-тото место со 26 бодови, Тетекс кој што е на 14-тото место, односно во таа бараш зона со 27 бодови, колку што има и Осогово кој што е место погоре, односно на 13-тото место и во она зона која што гарантира директен и сигурен опстанок во втората лига и победа која што е на 12-тото место. Ланскиот прволигаш од Прилеп има 28 бодови на своето конто, што се однесе од ова последно 30-то коло. Каменица Саса на домашен терен ќе игра против Вардар Неготино. Ајде да речеме поволен противник во кој што Саса би можеле да ги освојат тие 3 бодови. Тетекс ќе гостува во Куманово кај Башкими. Значи незгоден противник. Башкими нема некој веќе резултатско значење овој надпревар, освен да кажеме дека ќе игра за престиж, сезоната да заврши место погоре на табелата. Од друга страна, можност со победа пред домашната публика да ја заврши сезоната во втората лига како повратник во второлигашкото друштво. Од друга страна, Осогово на домашен терен ќе игра против Пелистер, кој што веќе е втор, сигурно на тоа второ место и сигурен прволигаш. Значи и Пелистер во овој случај не би имал резултатско значење овој надпревар, со оглед на фактот освен ако сака сезоната да ја заврши со триумф. Од друга страна, Беса доаѓа во Прилеп и игра против Победа. Исто така и Беса, без разлика дали ќе го загуби овој надпревар, дали ќе одигра нерешено, исто така е шампион и сигурен на прволигаш и за прв пат Беса во својата клубска историја предводен од Александар Таневски да игра во првата македонска фудбалска лига. Меѓутоа, ако го гледаме квалитетот на противниците на овие 4 екипи, знаеме дека Победа и Осогово го имаат најтешкиот последен надпревар во ова 30-то коло. Тетекс и Каменица Саса можеби, ако збориме по квалитет, имаат изравнените сили со нивните противници. Како и да се гледа табелата, како и да се гледат комбинациите, секоја може директно да испадне, секоја екипа може да игра бараш за опстанок. Кажавме доколку рударите од Македонска Каменица освоја 3 бодови против Вардар Неготино, ќе имаат 29 бодови и би може да се искачат дури до тоа 12-то место. Победа доколку загуби може да се спушти дури до 15-тото место. Осогово со бод би можел да обстане, значи против Прилеп, односно против Пелистер ако излече бод. Тетекс исто така со бод би може и да се спаси, би можел и да игра бараш, меѓутоа ќе треба да се чекаат резултатите од останатите надпревари. Како што кажавме, било кој од оваа екипа може да победи, меѓутоа ќе мора пред тоа да ги сочека резултатите од останатите конкуренти во таа борба за опстанок во втората македонска фудбалска лига. Значи сите можни математики се во игра, кога е во прашање оние калкулации, да речеме, кога ќе ги правиме за тоа која екипа би можела да испадне, која екипа би можела да игра бараш, кои две екипи би можеле да се спасат и да играат и следната сезона 24-25 во втората македонска фудбалска лига. Кажавме Карорма е директно веќе испаднат уште пред 3 кола. Беса е шампион во втората македонска фудбалска лига и за прв пат во својата клубска историја ќе играат во првата македонска фудбалска лига. Пелистер по 2 сезони се враќа назад во првата македонска фудбалска лига како второпласирани, а Детонит Плачковица заврши на тоа високо трето место во бараж зоната, па екипата предводена од Иван Варадиновски ќе има можност дури да игра бараш, како што кажавме, тоа против најтрофејниот фудбалски клуб Вардар за можен влез за прв пат во клубската историја. Детонит Плачковица, меѓутоа и Радовишина на градскиот стадион во Радовиш да гледаат
прволигашки фудбал. Значи тоа е баражот со оглед на фактот дека Вардар во предпоследното 32 коло од првата македонска фудбалска лига во Кратово против Силекс одигра 1-1, а пак Брера Струмица на Чајер против Шкупи одигра 0-0, па веќе математички Вардар не може да го стигне, да ја стигне Брера Струмица, па во тој случај, како што кажавме, Вардар ќе игра бараш за опстанок против Детонита Плачковица од Радовиш. Тоа е најбараш за пополнување на тоа место во првата лига. Она што исто така што треба да го кажеме дека веќе ги имаме 4 од 5 шампиони во третата македонска фудбалска лига. Изминатиот викенд екипата на Вардарскиот Богданци, ова екипа која што играше во првата сезона од првата лига по независноста на Македонија, значи тоа е сезона 92-93 во првата лига. Потоа доста падови имаше во својата клубска историја Вардарски, играјќи во втората, во третата лига, долги години го немаше ниту на фудбалската карта на Македонија, за да од лани започна да се настапува во третата лига Исток и оваа година е шампион во трета лига Исток. Во трета лига Југ екипата на Борец е шампион, Велешката гордост, која што во 2 сезони од прва преку втора заврши во трета лига Југ, е пред портите на втората лига да се врати најпрво во второлигашкото друштво, а еден ден на Велешката гордост да се врати во првата македонска фудбалска лига. Во трета лига Запад, Велозрими, кој што лани играше бараша за влез во втората лига, загуби од Башкими во ждрепка на поразени екипи, немаше среќа, па ете Велозрими од Кичево е пред можноста одново да игра бараша, одново втора шанса, ако можеме да кажеме, во 2 години да се врати, односно да заигра во втората македонска фудбалска лига. Кораб кој што пред 2 сезони испадна од втора лига Запад, тогаш знаете дека втората лига беше поделена на Исток и на Запад, е пред можноста како шампион на трета лига Југозапад да игра бараш, меѓутоа и можност да се врати во второлигашкото друштво. Останува овој викенд да видиме кој ќе биде шампион во трета лига Север. Тамо Куманово е прв, има еден бод повеќе од второпласираната Шкендија од Арачиново. Што значи дека она екипа која што ќе биде на 14-тото место во втората лига. Понатаму, доколку ете тоа е Куманово или Шкендија Арачиново, понатаму остануваат Велозрими, Кораб, Борец и Вардарски се 6 екипи кои што ќе играат бараш за влез во втората македонска фудбалска лига. Откако и официјално ќе имаме сите 6 екипи преку ждреп, ќе ги добиеме двојките за тие 3 бараш надпревари кои што ќе играат на неутрален терен. Победниците ќе бидат нови членови на втората македонска фудбалска лига сезонот 2024-2025. Поразените екипи ќе бидат нови членови или евентуално ќе се вратат повторно назад во таа трета лига за следната сезона. Ова беше кратка анализа која што ја правиме на спортска мрежа со цел пред ова последно коло во трета лига Север, каде што ќе го дознаеме противникот, како и во втората македонска фудбалска лига, односно каде што ќе го знаеме шампионот, и во втора лига каде што ќе ја дознаеме екипата која што ќе биде на 14-тото место. Значи ќе ги имаме овие две екипи противниците на веќе 4 екипи кои што ги чекира билетите за тој бараш надпрва. Претплатете се на нашиот YouTube канал со цел и понатаму да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт.